Приказна за Амаилијата Екеко. Како настанала познатата Амаилија, символ за изобилството, позната и денес во Боливија под името Екеко. Да се вратиме во 1781 година, кога гувернерот на градот Ла Пас беше бригадирот Ден Севестиен де Серугола. Во тоа време, поглаварот Хулијана Паса, чувар на храмот Ајо Ајо, следејќи го примерот на Хосе Хабриел Тупак Амару, водач на побуната Куск, појде помеѓу индијанците, велејќи дека го испраќа Тупак Амару да дигне востание. Со 80.000 индијанци го опколи градот Ла Пас, победувајќи ги шпанските сили, кои тргнаа во помош на градот. Опсадата траеше 6 месеци. Гувернерот на кралските трупи вешто го бранеше градот. За тоа време, домобранските сили, поразени кај Куск, ја обседнаа Сората, која во тоа време беше многу значајна поради своите рудници на злато и богатството на незините жители. Сората беше заземена и запалена, откако напаѓачите ги пуштија браните на водите од планината Илјампу, кои уништуваа и носеа се пред себе. Обседнувачите на Ла Пас го следеа примерот на Сората. Со голема брана ја запреа водата на реката Чокејапу, но браната попушти пред да се собере вода, така што немаше доволно количина да го уништи градот. Сепак, разруднувачкото дејство на водата беше страшно. Жителите на Ла Пас мораа да се бранат од попладата и од нападите на индијанците. Гувернерот и воен заповедник на градот Ла Пас, Дон Себастијан де Сегурола, беше оженет со Хосефа Урсула де Рохас Форонда. Таткото на таа убава девојка, Дон Франциско де Рохас, поседуваше имот што се наоѓаше во близината на Лаха. На имотот работеше младата индијанка Паулита Тинтаја. Неа Дон Дранскиско ја испрати во Ла Пас да служи кај неговата ќерка, жена на гувернерот. Дон Франциско дури не насетуваше дека доаѓањето на Паулита во Ла Пас ќе биде повод гувернерот веќе по 6 месеци да издаде наредба за независност, зашто девојката беше толку благородна и толку простосредечна, така што се вкорени длабокото во душата на народот. Дотокаш Паулита Тинтаја живееше на земјата од своите предци, обсипана со љубов од еден вреден младич од незиното племе. Убав и силен, Исидоро Чокехуанка страдаше поради заминувањето на својата сака на Паулита. Мораше нешто да понесе со себе што ќе ја потсетува неговата љубов, зашто сам Бог знае како би можеле пак да бидат заедно. И така, Исидоро направи од гипс мала Амаилија, трудејќи се според обликот да личи на неговиот господар Рохас. Таа представуваше човече, малечко и добродушно, со црвено лице насмеан и полничок. Фигурата ја украси со многу ситници според незината величина, со торбички за храна, земјоделски алатки воопшто, со се што она како материјално богатство може да ја надополни среќата на еден дом. Дон Себастијан де Сегурола беше, како што знаеме, во тоа време во обседнатиот град Ла Пас. Побуднетите индијанци под заповедништвото на Хулијана Пас и Бартолин Сис се обидуваа да го скршат одбраната на градот. Многобројните околни места беа жариште на крвави битки. Опсадата продолжуваше. Граѓаните ги зафати голем глад. Кучињата, мачките и другите домашни животни кои останаа крај своите господари им послужија како храна на многу семејства. Дури и гувернерот со својата жена преживуваа глад. Но Паулита Тинтаја, која копнееше по својот сака, не сеќаваше на него гледајќи ја и стискајќи ја наградите Амаилијата што ја подари, не страдаше од глад, зашто секоја недела добиваше нови количини на храна што ја наоѓаше оставена покрај Амаилијата, спомен на својата преголема љубов со Исидоро Чокехуанка. Дали тоа беше некое чудо? Далеку од тоа. Чокехуанко им припаѓаше на редовите на индијанците кои го обседнуваа градот, доаѓаше секоја недела да ја види својата сакана и при секоја посета оставаше храна. 100 огнови го осветлуваа ридчето околу Ла Пас. Додека гласовите на домородците воинствено одекнуваа, Сегурола се уште се држеше, благодарејќи единствено на свеста за одговорноста која го обседнуваше, но силите го напуштаа. Неговата сопруга, Дона Хосефа Урсула, веќе не можеше да издржи, таа се разболе. Незиното убаво и бело, некогаш постојано насмејано лице, сега веќе беше свенато од глад и изнемоштеност. Одам да го бранам градот, рече Сегурола со поглед вперен во верната Паулита. Но ти немој да се оддалечуваш од постелата на мојата жена додека не се врати. И Сегурола ја напушти куќата размислувајќи дали, кога ќе се врати, навистина ќе ја затегне својата сака на Хосефа жива.
Паулита, која имаше неизберно добро срце, страдаше поради состојбата на својата господарка. Затоа реши да ја открие тајната и почна да ја дава од храната од која собругата на гувернерот на Ла Пас набрзо закрепна. Заврши уште една битка. Чекорите, уморни и бавни, го означуваа враќањето на оној што командуваше со трупите на одбрана на градот. Не беше тоа умор од борбата. Големата болка ја мачеше душата на Себестијан Сегурол. Се враќаше дома цврсто убеден дека жена му умрела поради недостаток на храна во обседантиот Ла Пас. Но наместо тоа го пречека веселба со солзи и бучни воскликнувања измешани со овкањата на ранетите војници. Потоа внимателно ја изслуша Паулита, која му раскаже дека Амаилијата, подорок од незиниот свршеник, ја полнеше куќата со храна која ја почна да ја дели заедно дури и со гувернерот. Така поминаа 6 месеци кога домородните трупи почнаа да се растураат, додека кон Ла Пас од околните ридишта брзаа кралските трупи во помош на градот. Обсадата беше завршена. Тогаш гувернерот на Ла Пас Себастијан де Сегурола издаде наредба традиционалниот саем во чест на основањето на Ла Пас, кој дотогаш се одржуваше на 20 октомври да се помести на 24 јануари во слава на госпогицата од градот Ла Пас. На саемот се зборуваше во наредбата треба да се обрне посебно и нагласено внимание на продажбата или размена на екека, што мора да биде направена според моделот што го поседува Паулита Тинтаја и која е изложен на видно место. Сигурола не ја објаснуваше причината за оваа мерка. Сепак додаде на своја одговорност дека оние што ќе набават екеко ќе имаат во своите домови Амаилија која носи среќа. Дона Хосеф Урсула де Рохас го спаси својот живот благодарение на добрината на младата индијанка. Гувернерот на Паулита и вети дека ќе ја исполни онаа желба што ќе ја посака. А Паулита побара одобрување да се омажи за Исидоро Чокехуанг. Молбата ѝ беше послушана и желбата исполнета. Свадбата беше направена со најбогато гоштевање, а кумовите, гувернерите на Ла Пас, побараа на свадбената торта да се направи ликот на екека. Паулита на своите господари им раскажуваше дека намерниците стигнуваа според некое чудо, благодарение на Амелијата Екеко. Подоцна и самата и беше благодарна на Амелијата за среќата што таа ја донесе, зашто и се исполни желбата да се омажи за својот сакан индијанец и да си создаде дом полн со радост и веселба.